Денес овде сме победникот на Макфест 2021 Александар Тодоровски, кој се прослави со својата песна Под исто небо. Здраво, Александар, како сме? Дали се уште ве држи еуфоријата од пред 3 дена? Здраво, ви благодарам на поканата. Да, морам да признам дека се уште држи еуфоријата. Чувството е прекрасно, исто како што кажав и истата вечер. Неописливо и како што беше мојата прва реченица, не ми се верува. Така, очекувавте ли да победите? Не. Како беше моментот кога дознавте дека сте победник? Слушнав дека и малку ве барале низ ресортот за да ви го соопштат тоа. Точно, да, имаше таква ситуација, бидејќи ова не ми беше ни на сон, наискрено. Кога првата вечер помина со најмногу гласови кога влегов во финалето, искрено добив така мала надеж и си велев во себе. Ајде, еве, знаеш, барем да се надеваме за наградата за дебитант. Но кога помине и настапот во втората вечер, јас бев пети поред и кога почна, нели, со Даци Александар нивниот настап во живо и бев со мојата екипа пред бината и одеднаш дојде една девојка од организацијата да ме повика и со реченицата "Те барам низ цел резорт, ајде довеќе ваму, треба да те нашминкам да одиш на сцена". И ништо не ми беше јасно, се додека не отидов во бекстејдж и ми соопштија дека не е уствари за најдобар дебитант, туку сум го освоил првото место. Така. Тоа беше еден блекаут за мене за 15 минути. Ова е прва година како учествувате на Макфест. Што ве поттикна да се пријавите на фестивалот? Желбата за фестивалот беше многу голема и многу години тлееше во мене, но исто како што кажав, си ветив на самиот себе дека прво ќе соберам искуство и храброст со тоа што јас настапувам веќе неколку години во живо, на настапи во живо во локали низ нашата земја. И прво тоа си го ветив на самиот себе, а подоцна дека кога ќе се чувствувам сигурен дека ќе се пријавам на Макфест. Колку време траеше целокупната подготовка и која беше вашата најголема подршка додека се припремавте? Мојата најголема подршка фамилијата. Да, фамилијата на чело со татко ми, бидејќи и заедно работиме со татко ми, исто така тој е музичар. Колку траеше подготовката? Мислам дека песната ја снимавме во студио некаде крајот на јули. Да, песната се снимаше во еден ден и подоцна тоа беше тоа. Мислам, јас ја добив песната некаде крајот на август готова со матрица, 2-3 проби, 5 можеби и дојде 17 септември. Ристо Самарджиев беше одговорен за вашата музика и текст. Какво беше искуството додека работевте со него? Преубаво. Преубаво. Ристо е предобар човек кој што многу го познава фестивалот во сршта, во духот и едноставно хитмейкер, ќе кажам. Да, тој беше музика и текст, автор на музика и текст, а Давор Јордановски го правеше аранжманот. Тоа дуо е, мислам дека, незаменливо. На крајот изјавивте дека Dreams do come true. Дали ова беше еден од вашите најголеми сонови и како би ги советували и другите кои имаат ист сон како вас, но може би се посрамежливи, да речем, за да го остварат? Да, точно, ова беше еден од моите, како да кажем, детски сонови. Точно, да. Како би ги советувал другите? Никогаш да не се откажуваат без оглед на околностите и на ситуацијата и на секојдневието. Макфест со години веќе представува отскочна даска за многу популарни имиња и хитови кои денес ги слушаме. Дали мислите дека ова ќе биде и случај со вас? Дали ќе се прославите со оваа победа и дали вашата песна ќе стане еден од безвременските хитови? Да, јас најавив исто во едно интервју
исто така, освен што победата ми значи многу, со огромна почит кон фестивалот кој што веќе 36 години го имаме и го негуваме. Исто така ќе ми значи многу кога песната ќе остане и ќе се слуша и кога некој ќе ми ја побара на моите настапи или кога ќе ја слушнам на радио додека се враќам од свирка по пат или кога ќе слушам дека некои други ја изведуваат. Тоа исто толку многу значи за еден артист. И за крај, што очекувате понатаму? Во која насока мислите дека ќе се движи вашата кариера? Па да се надеваме во позитивна, како прво. Во која насока? Јас си продолжувам, значи овде се исто така остануваат моите настапи во живо, да се надеваме дека оваа победа, овој Макфест ќе помогне бројката да се зголеми на настапите и едноставно продолжуваме со исто темпо, а во делот на авторски песни сигурно ова ќе биде само еден добар почеток на мои песни. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.